Дозволите да почнеме со работниот дел од денешната пресконференција, закажена по повод започнувањето на активностите за реализација на проектот реконструкција, реставрација, санација, преадаптација и статичко повеќување на стариот театар во Струмица. Во таа насока, со задоволство ја известувам струмичката и македонската општествена и културна јавност дека денес во просториите на Заводот и музеј Струмица беше потпишан договор со проектантската куќа Проконтрол од Белград, Република Србија, кој што по неодам на завршената поставка, предвидена со Законот за јавни набавки, стекна право за изработка на основен проект за реконструкција, реставрација, санација, преадаптација и статичко повеќување на стариот театар во Струмица, со што информално почнаа првичните активности за реконструкција на зградата на стариот струмички театар. Според договорот, проектантската куќа Проконтрол има обврска во рок од 60 дена да го изработи поборе споменатиот основен проект, така што се надеваме дека кон средината или кон крајот на месец август годинава ќе се оформат реални можности најпрво да се реализира законската постапка за избор на економски оператор, кој што подоцна, или некаде кон крајот на октомври или во почетокот на месец ноември исто така годинава, ќе ги отпочне градежните активности за целосна реконструкција и реставрација на стариот театар во Струмица. Почитувани присутни, можно вредно е овде да се спомене дека во изминатиот повеќе месечен период стручните тимови во Националната установа од Завод за заштита на спомениците на културата и музеј од Струмица интензивно, напорно и плодно работеа на подготовките за отпочнување на активностите за реализацијата на овој по многу нешто комплексен и мощен специфичен проект. Како илустрација, само ќе споменеме дека во споменатиот период, меѓу другото, успешно беше изработен елаборат за валоризација, со што се создадува неопходни предуслови зградата на стариот театар да стекне статус споменик на културата, врз чијшто основа нашата институција доби можност да раководи со реализацијата на овој проект. Понатаму беа спроведени сондажни археолошки истражувања, како и изработка на идеен проект, кој што всушност овозможи да се оформат реални предпоставки за реализација на проектот наставен како реконструкција, реставрација, санација, преадаптација и статичко повеќување на стариот театар во Струмица и така натаму. Во контекст на погоре изнесено, неопходно е да се констатира дека без потребната поддршка во сите сегменти на Министерството за култура, предводена од Елизавета Канчевска-Милицка, како и без целосна поддршка од Владата на Република Македонија, предводена од премиерот Никола Груевски, реализацијата на овој значаен проект, кој што сега веќе евидентно е ги надминува и локалните рамки, би била всушност невозможно, односно нема да може да се реализира овој мощен и важен проект за не само за Струмица, туку и за целата културна јавност во Република Македонија. Пред да дадам едно разложение за овој доста значаен проект за, ќе кажам, враќање на автентичниот сјај на театарот во Струмица, нешто што огромна важност за граѓаните на Струмица, пред за нашата држава и култура. И сакала само накратко да го информирам дека денеска имавме работна средба со директорите на нашата национална институција во областта на културата, со директорот на Заводот и музеј Струмица, со директорот на Центарот за култура. И сакам да изразам моето задоволство од доброто, ќе кажам, функционирање и менеджирање на директорите на самите институции, резултатите кои што ги имаат постигнато во изминатиот период. Министерството за култура дава континуирана поддршка на сите програмски содржини на самите институции согласно законските процедури и законските надлежности на институциите. И навистина до сега се реализира и во Центарот за култура голем број на активности од музичко-сценската дејност, од театарската дејност, од духовната дејност и така натака, нешто што е во нивна надлежност. И оваа година имаме навистина добра една културна понуда и културни содржини. Се надевам дека и следната година, бидејќи сега тече конкурсот за аплицирање на проекти за следната година, исто така и следната година ќе очекуваат добри културни содржини на страна на Центарот за култура. Исто така и Заводот, согласно својата надлежност во изминатиот период, наистина реализираше крупни проекти во делот на културата и културното наследство. Како што знае јавноста, еден од приоритетите на Владата и на Министерството за култура е заштитата на културното наследство, придобивките од секоја што го поседуваме како културно наследство, како богата држава со голем број на локалитети кои што се наоѓаат овде во Струмица. Значи, во изминатиот период навистина се издвоија голем број на
и за капитални проект Цареви кули, кои што во изминатиот период доста се истражуваше и се открија ниворедни артефакти, каде што оваа година веќе следи процесот на конзервација, реставрација, наследување на целокупниот материјал, бидејќи дел од тоа што е значајно очекуваме да биде изложено во новиот археолошки музеј кој што се гради во Скопје, во центарот на градот Скопје. За Цареви кули Министерството преку владата на Република Македонија во изминатиот период издвои околу 9 милиони динари, кои што навистина дава еден значителен белег за истражување на самиот локалитет и пред се за промоција на сето оно што беше пронајдено, бидејќи секоја година од кога се истражуваше, ние на крајот на годината правевме големи изложби во Музеот на Македонија во Скопје, каде што се трудевме максимално на сите локалитети каде што се истражуваше, дел морам да кажам, од оно што беше пронајдено да биде промовирано пред јавноста, тоа беше 10% од сето оно што се успеа да се среди, да се конзервира и да биде изложено, така да навистина доста предмети беа откриени, сега веќе следи таа фаза на следување на целокупниот материјал. Инаку во изминатиот период се работеше и на, и тоа беше промовирана, значи беше промовиран објект на Старата пошта во Струмица, кој потекнал во 19 век, за што беа издвоени средства од Министерството за култура од 1 милион динари. Исто така околу 3 милиони динари беа издвоени за истражување на локалитетот Свети 15 Тибери и околски маченици, нешто што е одобрено важно за Струмица. Санација на оштетување на архитектурата и камбанаријата на црквата Света Петка. Исто така беа издвоени 500.000 динари, 1.400.000 динари беа издвоени за системско археолошко истражување и конзервација на римската терма во Струмица. Исто се истражуваше археолошкиот локалитет Црвено поле, се издвоија околу 1,5 милион динари. Конзерваторско-реставраторски зафати на манастирскиот комплекс во Водоча и Велјуса, каде што беа издвоени околу 1 милион динари. Во 2011 година исто така се истражуваше на споменичната целина повторно на Црвено поле. Исто така се вршеше конзервација, чиста и стручна обработка на голем број документи и артефакти од археолошките локалитети, како што кажат на Цареви кули. Се изврши изградба на заштитен кров од траен карактер на Малата бања во Римското термално неповалиште во селото Банско. Исто што е доста значено да се издвои, тоа е што се издвоило околу 1 милион динари за реализација на проектот за конзервација и реставрација на подот на црквата Свети Илија во Стар Дуилан и постојано голем број истражувања и издвојување на средства за тоа. Тука и директорот има подетални податоци, ја не би сакала да должам многу, но сепак сакам да кажам дека ќе одиме во таа насока како приоритет на културното наследство, ќе продолжиме и следната година се со цел да вистина промовираме и презентираме дел од сето оно што го поседуваме како држава. Сакам исто така да информирам јавноста, бидејќи имавме ние во страна на Министерството за култура неколку пресконференции кои што ги опфаќаат инвестициите овде во Струмица. Значи Центарот за култура е влезен во еден од проектите, а тоа е купување на сценска, тонска и светлосна опрема, значи во Центарот за култура во делот на градарската дејност. Тоа мислам дека е доста значајно, ќе даде голема можност и еден позитивен чекор во едно поквалитетно функционирање, значи на театарската дејност и нели спречување на големи проблеми кои што можат да настанат, бидејќи таа технологија е доста застарена и купена во периодот 1980 години, од тогаш до сега воопшто ништо не е реновирано, така да мислам дека ќе биде од голема важност за самиот Центар за култура. Исто така во еден од проектите кои што беше прифатен од страна на владата се реализира преку Филмскиот фонд на Република Македонија. Исто така и киното е влезено во тој проект, каде што ќе се опреми со дигитална опрема за презентирање на филмската дејност и на голем број филмови кои што може да се промовираат и да се пуштаат, се разбира, за граѓаните. Денеска ми е посебно драго што имаме можност да промовираме еден доста значаен проект. Во изминатиот период, знаете, голем дел од фазите не се многу видливи, но се многу битни за отпочнување со овој проект, како што каже директорот, валоризација, стекнување, значи на самиот објект со статусот споменик на културата, така да онаа динамика што беше поставена заедно со тимот од Заводот и Министерството за култура, морам да изразам благодарност до директорот дека се почитува и тоа ме радува многу, бидејќи оно што го зацртавме, така го испочитуваме, оно што видевме дека
дека ќе се направи како идеен проект и морам да изразам голема благодарност до стручниот тим кој што работеше на идејниот проект, бидејќи знаете доста е значајно да се внесат сите оние содржини, автентичноста на самиот објект, да се врати повторно и така натаму, бидејќи сега објектот е заштитен како споменик на култура, така да изразувам голема благодарност за идејниот проект. Денеска со нас е директорот на фирмата ProControl од Белград, Марија Ракеш, кој што така истакна и неколку зборови за значењето на објектот. Ние заедно со нив бевме во посета на самиот објект и добро е што може да се запознаат со срцето, морам да кажам, и на сценската технологија, и на салата, и на сето оно што е останало нели после периодот на изгорување во 2001 година и напуштање на самиот објект. Така да и за нив е добра можност што може директно да се запознаат со сите оние платформи кои што се останати. И јас би сакала тука да дадам неколку аспекти на самиот овој проект, бидејќи мислам дека е голема важност. Како што кажав и на почетокот, во програмата на владата и на Министерството за култура во рамките на проектот за реконструкција на музеи, стари театри, галерии, киносали и така натака, посебно место завземаше и овој објект, значи тоа е комплетна реконструкција на објектот во кој до 1979 година функционирал како театар Костуница. Овој објект е изграден во 1949 година во центарот на Струјници како напуштен објект и пожарен во 2001 година во минатото друго место на кое културните настани се негувале како скапоцана, ќе кажам, семејна традиција. И затоа сметавме дека е од важност да го ставиме како еден од приоритетите да започнеме со негова реконструкција. Сакам да истакнам дека токму во овој објект во кој функционирал првиот професионален театар во Источна Македонија, започнала и театарската иднина на Струјница со представата Бегалка, изградена на актери кои се доаени, морам да кажам, на македонското земјиште. Низ годините овој театар перманентно го стимулирал уметничкиот живот во Струјница, облекувајќи го, избогатувајќи го со нови содржини. Министерството за култура започна во 2011 година да ја финансира изработката на идејниот проект за конзервација, реставрација и реконструкција на зградата на стариот театар во Струјница, како и валоризација и истражување на терен од страна на Заводот и музеј Струјница. По изработката на идејниот проект, надлежната установа спроведе јавна набавка или изврши избор, која што ќе ги работи сите овие објекти, основниот и изградениот. Паралелно исто така е добро што тече и постапката околу избор на ревизорска куќа, така да не има проблеми и теснец околу следење на самите проекти и вршење на ревизија, бидејќи без ревизијата, секој тоа не можело да оди во понатамошна насока. Јас сум убедена дека со реконструкцијата на објектот на стариот театар во Струјница ќе се зачува неговата катност, пред се ќе се обнови интериерот и екстериерот, како и внатрешната функционална реорганизација на објектот, ќе бидат изведени комплетно нови инсталациони системи, снабдување со топлинска енергија, интериерна акустична обработка на зидовите и таванот, систем за сценска механика и сценско осветлување, опремување, ликовно и естетско обликување на интериерот со сочувување на оригиналните делови од театарот. Особено ми е драго што директорот на Заводот стапија и успеа да го најде авторот на оригиналните орнаменти, така што он ќе биде вклучен и што е многу значајно при реконструкцијата на орнаментите кои што ќе бидат користени се со цел да се долови самата автентичност. Јас се надевам дека реконструираниот театар ќе биде едно ново место каде уметниците ќе го збогатуваат културниот носеј на нашата држава и воедно театарот ќе биде атрактивна култура за сите посетители и прегледник на соработка на културен план со други општини од регионот, со други институции се разбира со привлекување и другите дојдат овде заеднички да соработуваат во оваа дејност. Дозволете ми сосема на крај да изразам моето убедување дека Министерството за култура и во иднина преку поддршката на овие културни активности ќе настојува да интензивира културниот развој на оваа општина, континуирано да ги поддржува сите дејности од областта на културата кои ќе бидат во програмата на културните институции од градот Струјница. Наш приоритет е локалниот развој на сите општини во Република Македонија и во овој контекст сигурна сум дека со реконструкцијата на театарот во Струјница ќе се возобнови и културниот простор, во чијашто традиција ќе се надоградува во идејна, естетска и творечка смисла современите театарски форми и содржини. Така да уште еднаш
посетуваат и сето ова навремено ќе се реализира, бидејќи рокот кој што е по самата тендерска документација е 2 месеци, 60 дена, јас се надевам дека ќе се запази истиот и дека негде октомври ќе започнеме значи со реконструкција на овој објект. Сите заеднички да допринесеме се разбира да се врати овој автентичен сјај, да се врати сјајот на овој театар, верувам дека граѓаните се сеќаваат овде многу добро на сите овие културни содржини, каде што го посетуваат и сите заеднички ќе имаме една успешна промоција и премиера, благодарност и до директорот и се разбира благодарност за поканата да се обрати. Изработени идеја. Значи фирмата со која што имаат, со која што Заводот Принузи заклучи договор, значи ќе ги работи главните проекти, основниот изvedбениот, неде сега по новиот закон, основен кој што влегува извед, значи сите проекти. Паралелно ќе се врши и ревизија, значи на проектите, значи по завршување значи на рокот, бидејќи рокот кој што е даден, кој што е склучен е 60 дена, тоа се 2 месеци. И по ревизијата паралелно институцијата ќе треба да објави тендер за добивање значи на фирма која што ќе започне со градежните работи. Негде од динамиката се, како што направивме динамиката и до сега се почитува самата динамика, се планира негде во октомври да се започне со градежни активности. Сега, колку тие градежни активности ќе траат, не можеме да кажеме, бидејќи нормално дека тие фирми кои што ќе се јават на тендерот ќе понудат и рокови, но јас мислам вака по моите предпоставки, мислам дека овој објект, бидејќи се задржува и самата автентичност и идејниот проект е навистина многу солидно направен, морам да кажам на сите стручни лица. Не знам сега, многу би било непријатно апроксимативно да давам рокови, бидејќи нормално фирмите кога се годираат пред да се изберат и рокот е важен како елемент во таа насока. Јас сметам дека за година и пол би можело, мислам, моја предпоставка да се направи таа реконструкција на самиот театар, но во секој случај, значи, тоа ќе се види од самите понуди. Толку све оди, значи, и навистина се избере на време фирмата, ние се надеваме дека во октомври ќе започне реконструкцијата. Знаете, се не знам дали ќе имаме и ладен период и тоа треба да се земе во преглед и така натака временските услови, но во секој случај мислам дека повеќе од година и пол би требало да оди целокупната реконструкција, бидејќи знаете, кога се гради театар специфично е да се запази акустиката, сценската технологија, сценската механика, нели, сите оние чиги и така натака, доста специфично е тоа, но во секој случај мораме да гледаме на квалитетот пред се на самиот објект, бидејќи сите овие елементи се неопходни и затоа се водеше максимално, значи, на сите тие делови да имаме најсовремена акустика, сценска технологија и пред се да се задржи таа. Допустихме Нова Македонија. Дали новиот театар ќе има големината во квадратни милиметри на стариот театар? Значи иста големина ли ќе биде? Кој ќе ја финансира изградбата на новиот театар? Дали во целост и колку чини? Дали во целост трошоци ќе покрие Министерството за култура? Да, значи околу големината, тоа може и архитектите да се кажат, нормално дека се запазува автентичноста на објектот. Јас може да кажам околу средствата, значи проектот е ставен во програмата на владата и нормално дека Министерството за култура ќе ги издвои средствата. Значи за оваа година, значи за проектирање се издвоили 4 милиони денари, значи за изработка на проектите. Тие средства се обезбедени, е склучен договор, така да и во делот на реконструкцијата и изградбата исто така средствата ќе бидат финансирани од страна на владата и Министерството за култура. Околу квадратурата и самиот објект. Да, значи самиот преглед реконструкција подразбира според законот за градба дека се запазува објектот така како што бил своевремено. Значи става функционално со долго 1000 квадрати се е запазено ова. Во театарскиот придружните објекти кои ще бидат елементи и така. Добро, одеме на повеќе. Само да прашам, театарот, значи новата опрема сценска, кога практично ќе ја добие, кога ќе почне да функционира? Новата опрема што треба да ја добие театарот. За Центарот за култура? Да, за Центарот. Значи како што кажавме на пресконференцијата што беше реализирана од страна на Министерството за култура, значи јавната набавка ќе ја спроведе Министерството за култура оваа година и во периодот до 2013 година ќе бидат опремени сите театри, тоа се вкупно 9, значи паралелно ќе оди набавката и
ќе бидат опремени, затоа што тука имаме тонска опрема, светлосна и сценска опрема. Значи неколку. Имаме точна, морам да кажам, и тоа го кажав на пресконференцијата, точна пресметка, значи и потреба на сето она што им е неопходно. Не знам, од лампи, од миксети и од најразлични делови од оваа опрема, значи точен план од сите институции, бидејќи анализата правевме заедно со директорите, имаше посебна стручна комисија која што одеше на терен, ја согледа и анализира самата состава, така да имаме точна спецификација. Оваа година ќе се спроведе јавната набавка, а од следната и до 2013 ќе бидат опремени сите 9 театри. Значи тука се и театрите кои што функционираат и центрите за култура каде што имаат театарска дейност. А тоа за кината е посебен проект кој што се реализира преку Филмскиот фонд на Македонија. И тоа исто така ќе биде во период на неколку години, до 2011. Добро. Зоран Георгиев, телевизија и Интел телевизија. Значи нешто надвор од сето ова, бидејќи спомнавте што се е работено реализирано во Струмица, посебно во делот на археологијата, значи имаме многу артефакти, многу интересни моменти кои што може да се искористат за промоција и на регионот, меѓутоа и на државата. Најавивте ми се чини дека во Скопје почнаа да се реализираат они монтажните објекти, односно сувенирници. Дали Струмица е планирана и дали може да очекуваме таков објект во Струмица во кој што сите туристи кои што доаѓаат, да ги имаме доста, ќе може да се заменат со нешто што ќе го понесат како сувенирот и за овој регион, па и воопшто сувенири кои што се символични за целата држава. Да, значи ние имавме еден проект на Министерството и на владата за поставување на 20 унифицирани туристички културни пунктови и предходна работа да се спроведе поставка, се изработените решенија, дел од нив 4 се поставени во Скопје, кои може да се видат како обичат, нели со автентичен изглед. Значи 20 имавме одлука на влада каде треба да се постават, така да и еден од овие објекти се планираше да се постави овде во Струмица, но нормално не треба согласност од општината. Ние уште во 2010 мислам дека година, негде на крај 12-2010 испративме допис каде што побаравме одобрение за поставување, затоа што неопходно е, бидејќи тоа се времени објекти, но негде во јануари 2011 добивме допис од страна на градоначалникот каде што ни извести дека немаат изготвена програма за поставување на времени објекти, дека во тек е таа програма, но еве до овој момент морам да кажам од тогаш од јануари 2011 до сега и попри нашите напори стручниот тим, нели, каде што бараше, бидејќи јас редовно морам да информирам владата, нели, до каде сме, зашто не сме ги поставиле, се уште немаме позитивен одговор од страна на градоначалникот и од страна на општината, не знам од кои причини, но мислам дека е многу добро да се постави еден таков објект, бидејќи знаете, во самиот објект се продаваат сувенири од неколку категории. Значи ќе имаме и сувенири, артефакти од овие локалитети, значи ќе се презентира археолошкото наследство и културно наследство на Струмица и на регионот. Потоа имаме предмети и други сувенири кои што се направени, значи во форма, како да кажам, на магнети, во форма на танирчиња, онака репрезентативно, исто повторно од целокупното вредно културно наследство. Имаше промотивен материјал, туристички материјал кој што може исто така да се продава, мислам за самиот град и така натака, но мислам дека тие одлично функционираат во Скопје, каде што имаме добиено одобрение, бидејќи се 20, еве сега ќе се поставува во Крушево, во Ресен, во Битола, Дојран, Берово, значи каде што се уште покри нашите обиди, морам да кажам, и стручниот им одеше до општината и така натака, немаме се уште добиено позитивен одговор, но мислам дека ќе биде од голема корист. Тоа треба да го гледаме како во интерес на самиот град и промоцијата на културата. Така да мислам дека ќе биде многу корисно и добро е да се даде едно такво одобрение, да се постави тој времен објект, каде што навистина ќе се презентира културната историја на државата и сето оно што го поседува и градот и самиот регион. Добро, нема други прашања. Тоа може да ја затвориме пресконференцијата.